задоволствени да сме повторно тука, повторно за вас. Навистина се радувам што ве гледам сите. Сакав да споделам со вас нешто. Дали сакате прво да ви ја кажам лошата вест или добрата вест? Лошата. После долго да слушаш. Лошата вест секој ден ја слушате. Секој ден на секое чекорче кај да одите, да не речам пушти вести, еден куп лоши вести. Каде да се свртиш лоши вести. Ама ние дојдовме тука да слушаме добрата вест, а не лошата вест. Добрата вест. Имаме добра вест. И дојдовме тука да ја чуеме добрата вест. И да ја оставиме лошата вест кај што имаме место. Надвор во светот. Во Исус Христос, Бог, се што е лошо, ние поминуваме ни секакви ситуации во животот, но Бог ги врти работите за неговите деца се на добро. На тој што верува. На кого? На неговите деца. На кои? На тие што веруваат. Нема лошо, затоа што Бог е нашиот добар татко. И вели истрајте малце. Имаме добра вест за вас. Имаме добри вести. Кои се добрите вести? Дека ќе пуштиш телевизор или нешто да читаш и ќе прочиташ добро? Не. Ќе прочиташ добро само ако го отвориш Светото писмо. Само ако отвориш нешто каде што ќе чуеш вистина, потполна вистина и цела вистина. Не манипулации, не интриги, не политики, туку вистина. И само вистина. Затоа сакам со вас да ја споделам добрата вест. А лошата вест нека си седи таму кај што му е место. А добрата вест е, вика, ова е добрата вест, дека Исус се роди, умре, беше погребан и воскресна. И седи десно од Отецот. И подготвува место за нас, и тој повторно ќе дојде. Тоа е добрата вест, што тој повторно доаѓа. И тој е жив, и тој е со нас, и не остава ниту на миг сами. И кога отиде на небото, рече, не го оставам сираци, ви праќам, тој што е секогаш со вас, што ќе ви даде сила. И тоа е добрата вест, што ние не мора да тониме во грижи, не мора да тониме во болка или во што и да тониме, во немаштија, зашто добрата вест е дека Исус дојде и направи се за нас што е потребно. Рече се сврши и се е готово. И се е готово. И таа е добрата вест. Да одиме, да ја кажеме на луѓето каде што слушат само лоши вести, да му кажеме, знаеш што, јас имам добра вест. И навистина имаме добра вест. А тоа е Евангелието. Евангелието е што? Е добрата вест. Тоа е добра вест. И јас и ти имаме добра вест. Исус е жив. Исус воскресна. Исус е со мене. И знаете што? Исус доаѓа. Халелуја. Таа е добрата вест. Тоа сакав да споделам со вас, да ме охрабрам, зашто Павле вели, јас не се срамувам од Евангелието. Браќа и сестри, дајте да бидеме гласни за кого? За тој што пострада за нас. Дајте да не се плашиме, да не се срамиме, да не мислиме дека нешто ни фали, зашто ништо не ни фали. Се имаме. Во кого? Во Исус Христос. Нека Господ ве благослови, нека ви даде отворени срца, да ни даде отворени уши, отворени умови, да чуеме што има кој да сподели со нас денес. Тој. Бидете благословени. Опасна невеста. Добро вечер. Добро вечер. Драго ми е што сме пак тука, како што кажа братот. Многу ни е драго што сме тука и многу ни е драго што сме тука ради Господ. Денеска е Светници. Денеска е Светници е денот кога Исус одеше и влегуваше во Ерусалим и кога луѓето, кога чуја дека Исус доаѓа и почнаа сите да продават палмини гранки и цвекиња и облеките на едно место пишува
И сите го правеа тоа и сите имаа едно големо очекување дека царот доаѓа. Царот кој што ќе не ослободи од робството, дека царот кој што ќе не ослободи од римјаните, царот доаѓа и тука е една, ќе се навратам на ова, после има една заблуда дека тоа е царот, ама тоа е царот на вечноста, царот на сите, царот кој што сите ќе ги ослободи, сите до еден кој што веруваат од злото и не од некое зло, туку од секое зло, од сите времиња, на сите места, на секаде и секогаш и само секогаш Исус Христос ослободува и точка. Ама луѓето тогаш мислеа ограничено, го ограничија моќта Христова, мислеа дека Он ќе дојде и ќе ме ослободи од римјаните. И тоа е само делумна вистина и ќе се навратам на ова после. И како идеше, како дојде до ова? Ако се сетиме на Стариот Завет, кога се зборува за луѓето и кога се зборува за како Господ ќе ги ослободи и кога се зборува како све што е важно, како ќе биде, се сеќаваме дека сите рекоа дека човекот бил излажан од ѓаволот, дека му го зема приматот, дека му го зема правото на живот вечен, ги излажа Адам и Ева, ги излажа и ги направи да умрат пред време, да умрат како што не треба, и после тоа за цело време беше планот Божи како да ги ослободам луѓето, како да ги ослободам секој еден од оние кои што страдаат, а страдањето беше многу големо, како да ги ослободам. И слушаме пророците и пророците велат, секој од пророците ми кажува, ни навестува за Исус Христос, пророќства за Исус Христос има многу и Стариот Завет, само малце ќе кажам, и вели во Езекијал се вели, вика Господ бара човек кој што е волен да изгради зид, да застане во празнината меѓу Бог и луѓето и да се застапи за луѓето. Господ бара човек и човек не се најде, и човек роден, обичен човек не се најде, човек моćен, доволно силен, со доволно одважност, честитост, праведност, моќ и сила да успее да се спротистави на непријателот, на злото, на декаденцијата, на деструкцијата, на оној што дошло да убие, да украде и да уништи. И читаме во Исаија кога Бог рече бара некој да дојде и немаше кој друг да дојде, и затоа јас од себе испратив, ќе ви го прочитам тоа, многу е силно во Исаија 59 глава, вика, еве ќе почнеме од 14 стих, вика, правдата е потисната, праведноста стои далеку, вистината се тетерави на поштадот као пијана, вика се сопиња вистината, и она што е право не може да приде до луѓето, сите страдаат, сите се изиграни, вистината исчезна, а оној што се отстранува од злото, него наместо да го почитуваат, него го ограбуваат, и Бог го виде тоа, и тоа беше зло во неговите очи. На други преводи пишува тоа беше одвратно во неговите очи, беше гнасно во неговите очи, затоа што нема правда. И вика, биде дека нема човек кој би направил нешто, се зачуди што нема кој да преземе нешто, и неговата рака донесе спасение, и неговата праведност го поддржа, и кого го прати он, како го направи тоа и со кого, и тоа е Исус Христос. И на цветници го гледаме како тој Исус Христос доаѓа во Ерусалим, он длабоко во себе знае дека доаѓа да пострада, а луѓе го рекоа, еве го царот, да му постредиме памени, листови, гранки и седо тоа. А што се случи после тоа? Се случи, а они не знаеа дека истите тие луѓе после тоа ќе викаат распни го, и се посмеваа и викаа, ако си ти син Божи, ако си Бог, земи ти, спаси се самиот од крстот. А не знаеа, не разбраа дека неговата мисија беше тоа да дојде да отвори врата за секој еден од нас, еднаш за сите, да пострада, еднаш за сите. Еднаш за себе, вика во Евреите пишува, за себе,
за себе, вика, преку својата крв се принесе себе и се даде и влезе, отвори пристап, не само што он влезе и отвори пристап за сите нас да можеме да дојдеме при Бог едно за секогаш. Сега некои таму доктрини кажуваат као, ама Исус кога бил од не знам кога, кај што не пишува Библијата за него, возраста од кога бил, кога не бил, не пишува затоа што не било важно. Што правил 12 години после кога почна служба? Дека тогаш бил може во Индија, станал гуру, не знам што, оние, кај кој отишол Исус да биде кај нив учител, кај оние што не знаат што ќе се родат следно, една се раѓа магаре, еднаш крава, еднаш коза, еднаш не знам што, животно. Не, тој една за секогаш влезе, се роди, умре и воскресна, со смртта ја порази смртта и се остана тоа што е. Сите треба да речеме амин. И тој нас ни отвори пристап кај него. И ни даде преку него да влеземе во Божјата милост и радост и праведност. И све беше наместено, пророчки е све кажано, дека Исус им рече на учениците, ќе одите таму пате, ќе видите, има магаре, ќе го земете. Беше напишано, проречено е дека на магаре ќе влезе, има зашто, ќе влезе на магаре, како обичен човек. Исус Христос, кој што е Синот Божи и Синот човечки, како обичен човек влезе. И сите кога вика, кога го крева, нели, кога палмили гранчиња и цвеќиња фрла и облеките ги положува, он знаеше кај оди. Него не му требаше човечка слава, него му требаше да исполни волјата Божја, дека на Бог рече му омиле да го даде својот син, заради ова што го прочитав, дека нема ниту еден друг. Исаија 700 години пред да се случи случката го биде, Господ му покажа, вика, биди, погледни го мојот слуга, погледни го, кога нели му изчисти уста да го очисти, рече, јас Господи со нечиста уста, како ја ќе зборам на луѓе, да кажувам пророштва, Господ го очисти и му каже сега, погледни го на мојот син, погледни го и кажи им на сите и кажи што гледаш. И тоа што го гледаш е тоа што го читаме во Исаија 53 глава, вика, изникна тој, како мало стебленце, како гранче, како мало стебленце. Каде изникна тој? Каде, вика, усува земја, онаму кај што нема надеж. И тоа истото важи и за мене и за тебе, во мојата душа, во мојот дух, во мене изникна тој. И порасна. Надежта ми ја отвори. Радоста ми ја отвори. Победата на злото ми го отвори. Вика, за Исус се дели понатика, вика, во све ова до сега што кажам пророштвата, вика, дека он, мојот слуга, значи Исус, тој нема, кога ќе биде подкршена трска, што таму, подкршена трска, вика, кога ќе пројде, вика, нема да ја скрши. Сите сме ние подкршени помалце, сите живеевме недоволно угодно за Бог, ние не знаевме, ја не знаев, 30 години, 29 години имав кога се спаси, не знаев. И после тоа да бидеме реални, после тоа понекогаш греши. Тоа е реалноста. Ама он вика, таа подкршената трска нема да ја докрши, не. И она после таму пишува, жарчето што тлее нема да го угаси. Толку е јака символиката. И после тоа пишува дека, вика, лампата што чаби може и ќе догори, може некој ќе дубне, може некој ќе изгаси. Тоа газијето кој што имало порано. Но не, вика, он не го прави тоа. Тој не го прави тоа. Тој дојде за сите нас да не спаси, да ни даде надеж и да ни даде живот вечен и уште повеќе од се дојде да ни каже начини како да се справиме против злото, како да се справиме против злото кое што доаѓа од сите страни, на сите начини гледа да те сотре, да те убие, ако не повеќе да те омаловажи, да не живееш во полнотата на животот. Вика, и една од тие работи е безбожноста. Дојде, вика, рече безбожникот нема Бог. Не, има Бог.
ако некој поверува дека нема Бог, може би ќе мисли дека нема Бог и ќе живее во пустина, како безбожник. Ама не, има Бог кој што се грижи за тебе и за мене, кој што е тука, кој што отворил врата пристап кај Бог, кој што отворил врата за исцеление, кој што отворил врата за просперитет, кој што отворил врата за највише се заедништво со Бог, кој што отворил врата и која што врата никој не може да ја затвори. Таа врата што Он ја отвори, никој не може да ја затвори. Таа врата што Исус Христ ја отвори, никој не може да ја затвори. И ти, и ја, и ти, кои да сме боле, подобро, живеј на тој начин и разбери дека така треба да живееш у склад со таа вистина, дека таа врата никој не може да ја затвори и тебе, кој да дојде да те лаже, единствено ќе ти се оствари тоа дека е затворена вратата само ако поверуваш на лагата. А зашто да поверуваш на лагата кога има вистина и вистината е делотворна и ослободувачка и вистината е благослов, благослов за се што е добро е благослов и само благослов и за секој еден. Исус не прави разлика. Исус не прави разлика. И сега има две работи кои што сакам да кажам. Едната е, значи, што треба да направиш ти за да бидеш успешен верник? Што треба да направиш да си успешен верник? Значи, се што треба да направиш да си успешен верник, да сериозно работиш на случаја да го следиш Исус Христос. Арно рече пасторот, значи, читай Библија, верувај, покори се на Бог, дружи се со тие, прави што можеш да направиш, значи, бори се, затоа што го кажа прошлиот пат кога бев тука, Исус Христ вели на оној што победува, на оној што истрајува, на оној кој што се бори, ќе му дадам, ќе го наградам, ќе му дадам награда. Дали си, ова е прашањето, дали се бориш, дали се трудиш и не може би не си идеален, ја не сум идеален, никој од нас не е идеален, дали се бориш, дали го користиш Словото? Исус Христ кога беше нападнат од ѓаволот, што направи? Што му рече на ѓаволот? Напишано е. Све што е напишано е за тебе и за мене. Напишано е дека оној што победува ќе му дадам награда. Или си, другата алтернација, или си, како ние што викаат, не знам тука која добар израз, као ветрушка, бејка на ветрот, као една си вамо, една си тамо, абе сакам со Господ, ама, знаеш, некои другарите не сакаат, некои го слушам Словото, ама некако ми бега. Сакам да читам еднаш, ама за малце ќе читам, сега некој дечко ми се не сум сигурен кој што е како е, рече да кажеш порано може ќе дојде, пред друг ми вика, сакам да дојдам, имам гости, не може да дојдам, значи, што ми кажеш? Ја немам осуда за тие луѓе. Абе, ти треба да изчекориш чекор, види колку мина да има. И фала Богу за тоа. Значи, најдовте време, најдовте начин да дојдете да го чуете Словото Божие, зашто ја можам да кажам што сакам, ама ја не сакам ја да кажам ја што знам што сакам, ја сакам да кажам тоа што вели Господ. Што вели Господ? Словото. И сега ќе ви прочитам од параболата за сејачот, вика параболата за сејачот во Матеј 13 глава, вика Исус Христ дојде, вика, им говореше многу во параболи, велејќи ете излезе сејач да сее. И кога сееше, едни зрна паднаа покрај патот, долетаа птици ги исколуваа, други паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја и наврку проникнаа, зашто земјата не беше длабока, зашто ми изгледа сонцето, тие свенаа, па бидејќи немаа коренци и сушија. Ви личи на ова што ви кажа за тие претходните, така? За малце, она Словото го допрало, ама он за малце ќе направил напор нешто. Словото е добро. Ти си почвата. Ти си, значи Словото, сејачот е Исус Христ, Словото е Словото, така? Словото, Светото писмо е Словото, човекот, почвите е човекот. И натака вика, некои паднаа во трње, израснаа трњето и ги задуши, други паднаа на добра земја и даваа добар плод, едно 100, друго 60, а трето 30.
И дојде учениците, вика, зашто им кажуваше параболи, вика, затоа што вам ви е дадено да знаете, и денеска по црквите, вика, нам ни е дадено да знаеме, он тоа го вели за неговите ученици тогаш, дека он добро им објаснил, за нас ние сме мешани. Некои знаеме подобро, некои не сме баш сигурни сите. Некои знаеме подобро, некои не сме толку многу сигурни. Затоа ни треба параболи, ни треба споредни. И вика, затоа бидејќи вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не им е дадено. И после вика овдека, бидејќи кој има ќе му се даде и ќе му се преумножи, а кој нема ќе му се земе и она што го има. Затоа им зборувам во параболи, зашто гледаат и не видуваат, слушаат и не можат да чујат, ниту пак разбираат. И на нив се исполнува пророштвото на Исаија, кој вели со уши ќе чуете, нема да разберете, со уши ќе гледате, со очи ќе гледате и нема да видите. Вика, срцето на овие луѓе закоравело, со ушите тешко слушаат. Ги затвориле своите очи, за да не би некоја со очи да видат, и со уши да чујат, и со срце да разберат, да се покајат и да ги исцелат. Ама вашите очи, нашите очи се блажени, затоа што ние сме блажени тука, зашто? Затоа што Господ не повика, ми даде и ми даде слово, веруете ми, дека не доаѓам да зборам никаде, ако нема Господ што да каже, затоа што моето кажување не е добро во однос на Божјето. Има три групи на луѓе. Едни се тие што слушаат од Господ и тоа е најдобриот, оној кој што е ученик Божи, како што се пастори, ги има помеѓу сите, не мора да си пастор, може да си било кој од верниците, го слушаш Господ и го слушаш и извршуваш и благословен си. Други има оние што се, како да ги речеме, интелектуално надарени, читаат и даваат толкување, ова е словото, ова вака мисли, она така мисли, овој збор вака е кажан, ова мисли, тоа не е лошо, за оно што го слуша словото, словото е моќно, човекот не е толку моќен. И трето има оние луѓето кои што се као копирачи, као папагали. И имаше еден пример, ќе ви кажам сега, за машките поготово е појасно, ама порано имаше во Југославија, кога бевме Југославија, имаше многу мерцедеси камиони. Мерцедес и мерцедес камиони. И југословените у Босна, тогаш беше фабрика за камиони, што направија? Направија и они камион, кој што е копија, цела копија на мерцедесот. Ама е факт. И сега, луѓето како го вика, ние кога се возаме, вика глумец, го вика. Тој камион го вика глумец, затоа што не е оригинал. Ние сите до еден сме оригинал во Исус Христос, освен ако избереме да копираме некој друг, кој што не е оригинал, а тоа е оној кој што лажно се представува, оној кој што лицемери, оној кој што дошол да направи штета, а се прави фин, значи, и така натака, значи, во животот свој не ти треба да бидеш глумец. Мене не ми треба да сум глумец, на пасторот не му треба да е глумец, на ова девојче тука не му треба да е глумец, на никој од нас не ни треба да е глумец, затоа што имаме дадено можност, сила, цврста волја да бидеме оригинали во Исус Христос, кој што не направи, Отецот Бог не направи, по Божја слика, по Божји лик и наличје Божје, сите сме оригинали, секој еден од нас е оригинален, иако сме различни. Многу е добро. Многу е добро. Значи, Бог не направи такви. Бог не направи такви и нека бидеме такви, нека останеме такви. И вика, вие, сега му вика учениците, објасни ми сега, вика, објасни ми. Вика, вие чујте, кај секој што го слуша Словото за Царството Божје и не го разбира, доаѓа лукавиот и го граба посејаното од срцето негово и тоа е посејано покрај патот. Значи, кој е тоа? Тоа е она што се вика, значи, тврдо, лицемерно тврдо, неубаво, неблагословено, суво, како пара, знаеш, пара ја виткаш, колку пати ја виткаш? Има колку можеш да извикаш, после тоа се кине се разбира. Тоа е тврдо и нема мекост, тоа е она што се представуваме пред другите луѓе као, како си? Добар. Они вика, како си? Добар. Не вика, како си? Добар. Као, добар.
Него вика, како си? Добро. Не е тоа. Не е тоа. После вика, а посејаното на камен, а оној што го слуша словото и веднаш со радост го прима, што ќе правиме, ќе одиме, ќе направиме, ќе извршиме, ќе направиме и после тоа му нема, отишло. Следното кое е? Вика, следното е посејаното, вика, нема корен во себе и не е постојан. Дојде ли неволја или гонење, заради словото веднаш се соблазна. А посејаното пак во трње е оној што го слуша словото, но грижата од овој свет и примамливоста и богатството го задушува словото и тоа останува без роди. Значи, што е проблемот? Проблемот е грижите на овој свет, примамливоста на богатството го задушува словото и тоа останува без роди. Кога имаш избор да бидеш чесен или лаком, во умот само слушаш лаком, зашто? За пари, зашто? Лаком за еко правоти да не кажа лоши мисли. Ама треба да чуеш друго. Тој што има уши да слушне, нека чуе, дека има подобро од тоа, биди ти оној оригиналниот верник на Исус Христос, следбеникот кој што имаш избор, затоа што има стих, силен, моćен, цврст стих, кој што не може сатаната да го скрши, кој што вика Исус Христ, вика, барајте го најнапред Царството Божје и се друго ќе ви се придодаде. Вика, за ништо не грижете се. Одека века, грижите го удавиле. Значи, ти му даваш место, ти си почвата и сега от твојата почва, от тебе, от ти, што ќе расте? Дали ќе расте бочки на пријателство кон другиот, дали ќе расте трње, дали ќе расте трње кој тебе те уништува, дали ќе расте коров, дали или ќе биде словото, ќе се оствари, ќе го поверуваш тоа што Исус го вика, ќе вика словото се прима со вера. Оној што верува на Бог, оној што бара од Бог, најпрво треба да верува дека Бог постои и дека Бог ги наградува оние кои што се обраќаат кон Него, значи Бог постои и без вера, истиот стих, Евреи 11:6 вика, без вера не можеш да угодиш на Бог. Без вера не можеш да угодиш на Бог. Значи, што треба да направиш? Да го следиш Исус Христ и да му веруваш. Ти си градината. Вика, од почетокот беше градината едемска и се беше убаво и чисто, ни трњени и бочки. Проклетството донеси трња и бочки и непријателства, лукавства, лицемерија, неубави работи, каде што непријателот те мотивира да бидеш непријател кон оваа Господја, да речеме да бидеш непријател кон оној човек, да бидеш непријател, кај што заедно сте се собрале да го прославите Исус Христ, да заедно направите нешто добро, непријателот дошол да не бидете пријатели и во градината ти никнале трња кои што тебе ти штетат. Слободата е од тоа да го примиш Словото, да го примиш Словото и да даде плод, и ќе даде плод, значи не е можно, зашто Исус е вистината, Исус е патот, Исус не е човек да лаже. Не е можно Словото да не ти роди плод во тебе, прашањето е колку. И сега ако некој му дојде идеја дека, ама чекај малце сега бизнес нешто, као ова знаеш ке дадам, она ке зеам, има такви работи по црквите, не. Треба чисто верување во Исус Христ и следење и правење на она што е правилно и правилно, а тоа го учиме од Словото и тоа да даде плод, затоа што вика непријателот, зашто падна ѓаволот? Вика поради нечестната трговија, знаете ли што значи нечестна трговија? Значи не е да продаде, туку да излаже. Значи не ни треба тоа, ни треба она другото. Барајте го најнапред Царството Божие. Секогаш кога зборам и на себе, затоа што верувам дека Духот Божи зборува преку нас. Барајте го најнапред Царството Божие и се друго ќе ви се придодаде. Барајте го најнапред Царството Божие и се друго ќе ви се придодаде. Ќе го прочитам уште еднаш ова што го читам од почетокот. И ќе ви кажам после тоа што ми е најглавната мисла што треба да ја кажам, зашто да кажам. За кое што верувам дека е Божја волја и дека има Божја власт.
Значи, вика Исаја 59, зборува за светот. Правдата е потисната, 14 стих. А праведноста стои далеко. Вистината се тетерави на плоштарот, се сопиња и не може да се исправи затоа што никој нема да сака да ја вистини. И она што е право не може да приде, вистината исчезна, а оној што се отстранува од злото, што се клони од злото, кој што не сега да прави добро, него го ограбуваат. Господ го биде тоа и тоа беше зло во неговите очи. Оти тоа нема правда и јас реков преска дека по оригиналниот израз кажува дека му се згнаси, дека беше одвратно во Божите очи. Тоа е одвратно, нека не си ја изгубиме човечноста, нека бидеме хумани, честни, добри луѓе и биде, вика Господ, дека нема човек кој би направил нешто, се зачуди што нема кој да превземе нешто. Неговата рака донесе спасение и неговата праведност го поддржа. И тогаш ја облече праведноста како оклоп на главата, си го стави шлемот на спасението, ги облече облеките на одмазда, како да се руво и се наметна со ревност, како со наметка, и што ќе направи, ќе го совлада злото во мене и во тебе, во еден и во томе, и во секој еден, и во секој еден, и во секој еден, кој што верува, ќе го прими тоа за збор на вистина, ќе никне во него плод и ќе даде голем плод. Семето ќе проникне и ќе даде голем плод. И Исус рече за себе додека семчето не умре, нема плод. Исус е тоа семе, кој што умре и воскресна за сите нас, да никој не остане неспасен, да секој се спаси, секој добие шанса, секој да биде подобар. Секој е. И сега ќе ви кажам зашто сум тука, зашто дојдов тука, зашто верувам дека е од Господ, дека е Господ, ова што сакам да ви го кажам и ме молам да го примете како стих, како вистина, како нешто што е толку многу силно. Исус Христ, ова би го вика на сите. Обратете сериозно внимание, добро? Исус Христ, ова би го вика на сите. Мили мои, кога Исус Христ ве гледа, вика мили мои, кога Исус Христ ве гледа, мили мои, јас ве купив, ве откупив со својата крв. Вие сте ви мене драгоцени. Јас сум родител. Јас кога на моите деца ќе им речам мили мои, некогаш ми го примаа зборот, некогаш не ми го примаа зборот. Имаш задна намера, сакаш да ме пратиш да ти купам нешто. Мили мои, вика Исус Христ, вечерва тука на собра да ви каже една работа. Мили мои, драги мои, Исус Христ ви вика на секој ден, возлюбени мои, знајте дека се грижам за вас. Знајте дека сум тука за вас. Мили мои, немој боцки трње, недоверба, страв, немилост, немојте тоа да ве јаде и да ве копа, не давајте световноста да ве одвлекува надвор, не давајте безбожноста да ви дојде со лукавство, да ви дојде безбожноста со злоба, со завист, со непочит, со љубомора. Не давајте. Исус Христ вика, мили мои, драги мои, ако ја како томче, како родител, со љубов им викам на моите деца, мили мои, ја не можам да изразам Божјата љубов добро за вас и да ви кажам со која љубов, вика Исус, мили мои. И како сега да не верувам? Како да не му верувам Исус Христ? Како да не му верувам Исус Христ? Како да не му верувам Исус Христ? Зашто Исус Христ дојде, вика, изникна како мало дрвце, коренче, во сува земја. И дојде, вика, и кој поверува на кого му се отвори раката Господова, а кој поверува, значи едни дека поверува, а другите не. Кој поверува? И он дојде и ги зема нашите гревови, ги зема нашите слабости, ги зема нашите болести,
а ние го сметаме за недоволно добар. А ние мислиме дека е казнет, дека треба да страда, а он ги зема, ги понесе сите наши болести и страдања. Оти ние не знаевме подобро. А он знаеше и умееше. И се што треба да направи секој од нас, се што треба да направи секој од нас, да прими болести и да поверува. Ако не верувам, чаbe ми е. Ако не верувам, чаbe. Мили мои. Кажете си го секој името своje. Мили мои, тоа сте вие. Мили мои, Томче. Мили мои, секој од вас. Мили мои. Ве сакам и не сакам да го оставам целиво. Разберете, милоста Божја е неприкосновена. Милоста Божја е ненамилива. Милоста Божја е најдобра. Милоста Божја е најсилна. Се што треба да направиш, да го земеш Словото, да го поверуваш, да го сочуваш, да го држиш како нешто драгоцено. Не е ништо толку многу, ништо страшно. Се што треба да направиш во еден збор, се што треба да направиш, да бидеш ученик на Исус Христос. Да бидеш ученик на Исус Христос. И кој е ученик на Исус Христос? Сите различни учени. Сите различни, на некој не треба да читаме да има. Друг гледа, ќе видам брата, што правиме, вака го свртам тоа таму, што таа вака се врти добро, така учам. Третиот му треба да доаѓа на проповеди, четвртиот му треба друго. Јас лично имаше една книга од Библијата и не можев никако да ја, знаеш, ја читам, гледам дека е нешто важно, гледам дека е добро. И не знаев, викам, како да влезам, да утаа суштината, како. И секој ден после работа го пуштав тоа, има повеќе и да древна некоја, значи секој ден после работа го пуштав тоа да ми чита Библија. А Богу сега има тоа. Прво немаше, немаме ни Библија. Ми чита таа книга повторно. И после од денаш излагаш да проповедаш нешто и трас, ето Господ ти окажува толку силно, толку добро, толку моќно. На онај што победува, ќе му дадам да биде со мен во Царството Божие. На оној што победува, на оној што е кукавица, не, пишува во книга Откровение на крај таму кај што заклучоците на важните работи, што пишува? На кукавиците, лажговците и тие, таквите, што ќе им даде? Ништо! Казна! На оној што победува, ќе му дадам да биде со мене во Царството Божие. Не треба, кој знае како знае, некоја религија, нешто посебно, нешто се трескаш од земја, некои ритуали, не знам што. Не треба. Треба да си ученик со тоа малце што го имаш, Ако знаеш да читаш, читай, ако не знаеш, збори со тие што знаат подобро за верата, ако не знаеш, дојди у црква, слушај, ако не знаеш, прашај, пишува во Библија, тој што прашува, тој што бара, ќе му се даде. Исус Христ вика, нема да се срамиш да прашаш. И сега оно што ви реков пред да завршам, тоа што ви реков на почеток, Исус Христ, како што пишува уште во Исаја 53, Исус Христ кога го сметаа за помоц од нешто. И сите ние, сите верници, еднаш или повеќе пати, на еден или друг начин го имаме омаловажен Исус Христ. Го имаме сметано дека тој тогаш бил и така и сега не е. Го ограничуваме со време. Го имаме ограничено со можности дека тогаш тој направил, исцелил кога бил на земјата, ослободил луѓе, им помогнал, им дал и сега не е. И овете не се вистина. Други викаат дека, како што рековме, биле тамо гуру, не знам што отишле. Го ограничуваат на друг начин. Значи, овие седат тамо клекнати со крст нозе, не викам дека тие има и добри работи, кај не може дека, ама тие седат, не знаат што ќе се родат утре. Ово е една за секогаш умре, воскресна се роди, во себе за вечноста, јас сум оној што сум бил, сум и ќе бидам. И за сите нас отвори пристап на небото.
Други го ограничува, не е тоа што е. Исус Христ пише во Библија, јасно и гласно се кажува, ке Син Божи и Син човечки. Многу пати, не еднаш, не два пати, не 100 пати. Син Божи и Син човечки. А вие го вика, значи, не е тоа. Што е? Ако му отидеш на генерал, збориме во извршна власт, ако му отидеш на генерал, кој што е пун генерал со сите, као Тито, што беше? Кој знае за Тито? Тито беше маршал, така? Најврховен генерал од сите генерали, над сите, Тито, маршал. И сега ако му отидеш на него и да му речеш, абе ти си подпуковник, не си ви подпуковник, ти си капетан. Што ќе ти рече? Ќе добиеш казна за тоа, така? Исус вика, оние, пази се, колку многу не сака Исус, затоа и ме вика ми, оние вика што ќе речат против мене нешто. Ќе им прости. Зашто ќе им прости? Зашто ќе им прости? Ќе им прости затоа што не знаат што зборат, дека дошол непријател, им става мисли во умот, дека Исус Христ не е тоа што вика дека е, кога знаеме сите дека е. И он вика, нема да ви го сделам тоа против вас, ама подобро од тоа бидете ученици. И сега ќе затворам службата, ќе се молам за благослов на сите, ако